Светскиот ден на слободата на медиумите, 3 мај, дојде и ќе помине. По него ќе остане горчливата реалност колку новинарите се растргнати во и меѓу политиката и колку сето тоа ги блокира демократските процеси на централно и локално ниво. Денеска во Македонија имаме ситуација на позицијски и опозицијски медиуми. Само нема независни, објективни и одважни, кои со вистината ќе служат на јавноста, односно на граѓаните. Што значи тоа, лесно е да се претпостави, а дел од провладените медиуми сега ја бранат власта и условно се горе. При политички промени само ќе се сменат улогите и пак ќе имаме црно-бела новинарска комбинација. Дека се е исполитизирано зборуваат двете новинарски здруженија ЗНМ и МАН, позицијски и опозицијски поделени национални електронски и печатени медиуми, политичките коментатори, аналитичари и колумнисти. Инаку Светскиот ден на слободата на медиумите се одбележува секоја година на 3 мај, почнувајќи од 1993 година, кога беше прогласен од страна на Генералното собрание на Обединетите нации. Целта на одбележувањето е да се расправа за можностите за решавање на многобројните предизвици и за издигање на свеста за значењето на медиумските слободи и на незините темелни начела. Одбележувањето е на годишнината од декларацијата од Виндхоек, кога во 1991 година во истоимениот град во Намибија, кога од страна на група африкански новинари беше донесена изјава за принципите на слободните медиуми со единствена визија – заштита на темелните права на слободниот печат. Врз основа на овие принципи се воспоставени и етички вредности, познати како Кодекс на новинарите, според кој меѓу другото новинарот има право на слободен пристап до сите извори на информирање, што се од јавен интерес. Ако новинарот е спречен да дојде до бараната информација, има право за тоа да информира јавноста, како и одговорностите, меѓу кои прва одговорност на новинарот е вистината, неговата прва лојалност е кон граѓаните, неговата суштина е дисциплината за проверка на информациите. Новинарот мора да одржи независност од оние за кои известува и да биде независен наблюдувач на моќта, со оглед на фактот дека општина Кочање нема никаква организирана форма на новинарите и дека членувањето во здруженијата е маргинализирано и само заради бројка и евиденција, логично е што представниците на седмата сила и за овој 3 мај немаат заедничко одбележување на денот на слободата на медиумите. А кога е така, тогаш јасно е зошто оваа одговорна и стресна професија е таму каде што е. Од тука логично е што локалното новинарство пословично е на маргините на државата од сите аспекти, иако неговата улога и значењето се од исклучителна важност за конкретните општествени средини во кои функционира. Но ако политиката ги свитка на една или друга страна, државните пера, тогаш за локалните може да се каже дека ги искрши.